Благодарам, председателки. Колега Ванковер, добро знаете дека во изминативе 11 години вие бевте централна власт. Јас се согласувам со проблемите со кои се соочуваш и ти, а и оние кои живеат во делот околу пазарот Чешел, но убаво би било, дури бевте пратеник, истото прашање да го поставите на пазаричната инспекција и како се штитеа одредени луѓе од продажба на производи на црно на самата улица, па го кажавте токму и пред вашата зграда. Во тоа време општината неколку пати бараше пазаричната инспекција да излезе на терен, бараше заедно со Министерството за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи Струмица, да излезат на терен со цел да се спречи појавата на таквите диви продавачи. За жал, во нито една прилика, можеби од потреба од обезбедување дополнителни гласови, но на штета на сите граѓани на Струмица, особено оние кои што си ги плаќаат даноците, си ги плаќаат давачките спрема општината и спрема државата, во нито еден случај не реагиравте. Треба да бидеме искрени, да, тоа е проблем, живееме во изград, патуваме и се движиме по истите улици, но за тоа да се реши, треба здружено да се реагира помеѓу сите институции кои што имаат надлежност по овие проблеми. Тоа се Општинската комунална инспекција, тоа е пазаричната инспекција и секако тоа е полицијата. За жал, ке повторам, упативме многу барања до надлежните институции, но нито еднаш не беше реагирано. Дури бев вршител на должноста градоначалник на општина Струмица, морам да се согласам, со многу напори, се организираа неколку акции и делумно беше спречен. Тоа не укажува потребата за отварање на нов пазар, затоа што со истите тие луѓе, затоа што сепак се луѓе на крајот на денот и гледат да заработат парче леп, јас ги разбирам, се обидовме на неколку пати да комуницираме за да се дислоцираат од таму, да не прават проблем на улицата. Тоа мора да се согласиме и двајцата. Нивниот интерес е буквално да бидат во тоа подрачје, што за мене е тоа неприфатливо и затоа останува надлежните институции да се превземат работата во своји раци и соодветно да реагираат и да санкционираат. Благодарам.